Добре, давате во моето ново видео. Денес си снимаме на многу поразлична тема. Прв пат во мојот живот кога сум почнал да снимам, до ден денес не сум ја отворил оваа тема и не сум правил на ниедна тема, ни со никој, ни сам. Значи, и затоа одлучив да снимам денес видео, малце сум настигнат, едноставно не ќе пуше да чекам, се реков, ајде ще не на најдела две, ама ајде се речив да снимам, пошто пукнав од досада, не можам ни да излезам, ништо не можам да правам и речив, ајде колку ше можам да зборам, ќе зборам, пошто сум затнат да ќе ме видите самите по гласот, така да останете до крај на видеото. Во делот на видеото ќе видите зашто станува збор, да не ви кажам унапред, според разговорот што ќе го кажуваме, ќе сватите зашто точно станува збор. А вие станете до крај на видеото, мислам дека многу души ќе ви заинтересира и сакам многу мислења за вас и да пишете во коментар. Епа вака, деца, значи видеото на цело ова темата е вистината на Божите очи. Тоа што значи и што сакам да кажам во цела работа, цело видео. Ова што сакам да го зборам е тоа што зошто повеќето луѓе верват, повеќето луѓе не верват. Значи ова сум го слушнал од на TikTok, кај што деца што кажат и ми текне идеја зошто баш ова да не го снимам и да не едноставно да има дебата. До дебата требаше два-тројца да има, да се вклучат во ова тема и да сакат да се снимам и да должено 1 сат, 2 сата, пошто немаш во 10 минути се да кажеш за ова, пошто е тешка тема и многу мислење, многу треба знае, пошто не сум многу навлезен, ама од прилика нешто што сум знам и што ми имат кажано, што сум знал од мал и досега што сум слушнато, сакам да ви го пренесам аз, а вие сакам, од вас сакам ваше мислење. Што мислење имате опширно, значи искрено правиме муабет и искрени одговори, без луѓе, без замерки, без ништо, тоа сакам во крајот на видеото, а наредно ако сакат од наредно другото видео ќе може да снимаме со кој сакам. Значи не врска како да не должим ноќ, зашто повеќето луѓе не веруват во Господ, туку веруват во не знам, некои луѓе не веруват во ништо. А јас мислам моја перспектива, моја гледна точка, јас сакам да кажам дека едноставно верувам во Господ, тоа што пошто од мојата фамилија се христијани, да почнам од баба ми, дедо ми, мајка ми, брат ми, цела фамилија сме христијани и ајде се чекаме Свети Стефан, одиме, не знам, во месецот одиме едно 5-6 пати в црква за Великден, има некои луѓе кои што познавам и како што ми имат кажано тоа што не веруват во Господ, тоа се демек глупости, не постои во Господ, демек не веруваме во такви работи. Едноставно мислам дека Господ слуша и памти се, и затоа повеќето луѓе, не знам, ајде 70 или 80%, лупам проценка, верват, може мал број да не верват во Господ, може да верват во нешто друго, и тоа нешто друго не знам, пошто не сум слушнал во што може друго да верват, али нема врска, зависи ако се христијани, муслимани и така натаму. Тоа што ете моите, можам да кажам дека татко прави икони и се скроз религиозни и нормално едноставно нема ништо да ми преречи мене примерот и не веруваш. Значи тоа е мое право или тоа ваше право, ваш живот и вие се одлучувате дали ќе верувате, дали ќе го правите тоа или не, дали е лошо или арно или добро. Не, јас како што знам и како што се осеќам јас на мојата душа е Господ е голем и Господ казнува кој ќе треба и помага кој ќе треба. Едноставно за сегде се молиме, затоа едноставно треба да бидеме смирени, пошто Божите ни дал живот, за да го живееме ние ова, да не бидеме вулгарни, да не караме зато паќето луѓето и ги ме измисле Библијата, или Библијата вика некој дека се глупост, дека не така пишано поинаку, некој што имат слушатели, некој што се начитан, че не можам ова да го зборам многу, пошто не сум многу наблезен, требаше да ми довикнам во видео, прв пат да биде дел со мене во ова видео, али тој не сакаше едноставно да се снима, иначе требаше да го снимам од друга гледна точка, значи кај што седи тој да го снимам, јас да не се гледам, тоа ми беше глупаво, немаше многу убаво да изгледа за кадар, а не па за видео и
да кажам тоа што знам и сакам едноставно мислење зошто повеќето луѓето не верват и не го признават дека Исус Христос постои, дека не му била мајка Марија и бла бла бла, не бил роден во Ерусалим, не бил починат бла 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 таму. Значи, затоа точно не можам да зборам, затоа едноставно почнав ова видео, ова тема, сакам да имам дебата што поќе ќе едноставно ќе поставаме прашања, те ќе одговарат и да трено 1 сат до 2 сат макс видеото и затоа ова го снимам, а сигурно ќе има кандидати за ова тема што се скроз навлезени и скроз што мислам дека ќе поминиме убо и многу луѓе што немат кажано или се имат искажано и што не верват некои или што верват, ќе бидат искажани, а може да биде дебатата некој што не верва, а некој што верва да има дебата да поставаме едноставно како подкаст и затоа ова го правам како почеток на ова видео за наредното да биде дебата за што точно кога од каде што треба да се најдат уште 2 деца, максимум 3 да биде, мајте 4 на крај крајава, за да тече мавето и да видиме што ќе се случи, како ќе оди мавето, пошто јас не сум многу наблезен, баш ми текна ова идеја, са некој ќе рече ти збораш ко не знаеш 3 часа дека немаш од ова, дека не знаеш да збораш за ова тема, зашто прашааш ми ко не си начитани на нов, не. Нема врска, јас го правам ова видео пошто сакам да имам дебати, баш ми текне, мислам дека многу луѓе ќе ги привлече, не се како останатите генерации, пример од 18 до 4, сакам од 30 години, 40, 50 натаму се постарите, што сакам едноставно малце да се поразговара за ова тема и сум сигурен дека многу луѓе ќе се заинтересираат, пошто гледав ете на YouTube јутоберите во Македонија, што не сме многу, нема тоа сега таква тема изразено, објавено, кажано, пошто повеќето снимат подкасти, Бранко едно друго, веќе тоа поминато е смачено, мислам мене ми е смачено, или не сум таков тип што се смеавам, а YouTube повеќето викат дека треба да се смеаваш, бла бла бла, нема врска како да, си преш свој контент и свој видео, дали ти се прво тебе убави, дали прво луѓето ќе ги доловиш до крајот на видеото да ги гледат цело, да ги останат, да му даеш нешто дека да, ќе го отворам Стефан, ќе гледам, баш ме интересира, затоа баш едноставно сакам да но друг потек малце да го терам на каналот, не дека нема продолжност со подкаст и бла бла челенџи таму, ама сакам малце на ова тема да се поразговара, да се види што, како и до кај сме и баш секако ќе ме интересира и мене да научам некои нови работи за христијанството, за муслиманите, за католиците, за општо за другите религии и баш ме интересира и сигурно ќе најдеме 20 до 3 макс што ќе се занимаваат со ова и мислам што се наблезени скроз и ќе имаме, мислам, убав разговор, убав видео за гледање, за слушање, а секако и за некои нови работи за учење, а вие останете до крај на видеото и ви се извинувам што ме немаше 10 дена, пошто бев скроз настинат, прва работа, втора работа не бев многу фокусирана и реално малце и не сум многу навлезен како што сум бил порано навлезен, пошто едноставно ми се смачи прва работа, може втора работа да признам дека не имав некои идеи за снимање, баш ми текнава видео да го направам и мислам дека од ова видео може да излезе уште 2-3 убави видеа, топ. Трета работа се фокусирам на нешто друго, тоа не ќе да се го кажам, зашто тоа ми е приватност и не ќе да го ширам во јавноста, не дека сум популарен или дека ме гледат мене 100.000, си признавам дека не ме гледат многу, а то мене не ме допира, дека нема да снимам, али дека редовно ќе снимам и ќе се замарам, то нема шанси, пошто колку да сум вложувал и да сум вложил, 100% сум сигурен и оптимист сум, ако вика дека ти се турка се плукаш, не, едноставно колку да сум вложил во Македонија, тоа е можноста, не може и колку никој, барав помош да снимаме со Лазаров. Најкешен и со ред други ме одбива едноставно колку да бидеш силен, колку да бидеш јак, да трпиш, едноставно тоа е тоа, нема врска како и да не должиме долго, тоа е поминато свршено време. И сега се гледам во наредното видео, са дали ќе биде стимено пак со ова или нешто друго, ќе видим дури да најдам 2-3, ако сакат некој, ако ги натерам, не мора ни фацата, ако треба фацата ќе ма
заматиме да не се гледат, само да тече мамето и да се отвори на дебата што многу луѓе ќе ги привлече за ова. А ние се гледаме на наредното видео, и ако може за поддршка, тоа е ваше право, лайк, субскрайб и коментар за оваа тема. Поздрав!